За секој од вас кој што сака да постави прашање, стандардно може да го правите тоа на моите приватни профили, во приватна порака Коуч Јосиф, Инстаграм или Фејсбук може да ме најдете. Ако сте похрабри може да го направите и тоа користики го хаштагот AskJosif или па да ги искористите телефонските броеви на телевизија Телма. Дали освен спортувањето и исхраната да постои нешто друго кое што може да ми помогне за да го намалам наследниот холестерол? Кирил, ова е многу, значи генерално тоа што можеби имаш предиспозиции за појава на холестерол не секогаш значи дека ќе се појави покачен холестерол, но за жал постои еден мал број од глобалната популација кој што и после многу трудење може сепак да има покачен холестерол. Јас би ти издвоил денеска 3 работи на кои што најмногу треба да дадеш фокус, иако знам дека веќе твојот животен стил е малку поздрав и се трудиш тоа да го регулираш, но во секој случај и покрај овие мои насоки и совети од искуство, јас би ти препорачал сепак да се консултираш со твојот доктор и да можеби ќе биде потребно и без разлика на добриот животен стил да употребуваш и некакви медикаменти и апчиња. Но како и да е тоа, оставам да го направиш во консултација со твојот доктор. Првото нешто што јас би го издвоил, значи немој да мислиш дека внесот на месо, затоа што знам дека си преориентиран на веганска исхрана, месото нема да ти создаде покачен холестерол. Многу повеќе на покачен холестерол влијаат цигарите и многу повеќе влијаат јаглехидратите, односно процесираната храна и шекерите, затоа што во телото се создава еден процес наречен гликација, при кој што во заштита на тој процес црниот дроб продуцира многу повеќе холестерол за да ги лепи и прикрпува, народски кажано, крвните садови. Затоа провери се при тоа, затоа што веганската исхрана често знае да има помалку протеини во како внес на дневна основа, а да има поголем внес на шекери, на јаглехидрати, затоа не знам дали самото исклучување на месо ќе ти придонесе за тоа. Од друга страна, внес на растителни влакна е многу важно, особено бета-глукани, затоа јас би ти препорачал дури и како суплементација да ги бараш. Ако ти треба помош, обрати ми се повторно и ќе те насочам. Омега-3, односно ЕПА и ДХ, масните киселини задолжително во доволни количини, повторно како суплементација внесувај ги, и исто така нешто што ќе помогне да ја олесни работата на кардиоваскуларниот систем се вика азот моноксид. Тој ќе го внесуваш кога доволно ќе внесуваш, внесувај што повеќе темно зеленкасти зеленчуци како блитва, келј, како спанаќ, рукола, кои што придонесуваат за поголема продукција на азот моноксид, но и повторно опцијата за суплементација е тука. Така да, можеби и ако сакаш, обрати ми се и ќе поразговараме индивидуално, но тие се 3 насоки, но во секој случај консултирај се и со твојот матичен лекар доколку ова продолжува и понатаму.